Благодарам, подпредседателе. Почитуван Крмов, мислам дека сите треба да се засрамиме кога ќе сватиме за кого навистина зборуваме. Зборуваме за Бехим Сали, кој што повеќе од една година беше министер, а ниту еднаш не свика комисија за здравство. Зборуваме за Бехим Сали, кој што година и пол не му текна да се поднесе некаков предлог закон за унапредување на правата на пациентите. И после ВМРО кочело. Ајде мајката, што би рекол овој Муртинецов. Зборуваме за Бехим Сали, кој што ги остави неговите вработени без плата месец и пол. И дали ви текнува дека кога беше ковид кризата таму некој си организира аплаузи во 6 саатот за Венко Филипче, за оној Венко Филипче кој што сакаше да украде пари преку набавка на вакцини од Хонг-Конг. За тој истиот Венко Филипче кој што правеше театар горе на Табановце со едно кутијче 30x30 за да доведе некакви вакцини затоа што не беше способен. Сега се наоѓаме, почитуван колега Крмов, во ситуација да треба да дадеме на вистина аплауз за оние кои што издржуваат на своите работни места без плата, во ситуација кога имаме 17,2% инфлација, во ситуација кога имаме енормно покачување на струјата, во ситуација кога секој врзува крај со крај во државата. Почитуван колега Крмов, јас исто така и на вистина жалам што на овој список од овие кои што веќе нема да бидат министри, тука не се наоѓаат Крешник Бектеши, не се наоѓа Оливер Спасовски, не се наоѓа и овој најспособниот, најнадежниот Благој Бочварски. И доколку се сеќавате, пред еден месец се носеше буџетот во Собранието на Република Македонија, каде што му се предвидуваше и светла иднина на Благој Бочварски, се предвидуваше дека ќе се разбуди човекот од зимски сон и ќе почне да работи. И навистина се прашувам како не се срами премиерот на минатите пратенички прашања кога читаше тука колку километри автопат биле направени. Па згора на се не правеше и будали, затоа што речи си сите тука доаѓаме од страна и минеме секојдневно по патиштата кои што ги набројуваше како направени. Па без срам кажа дека било направено Петровец Катланово, без срам кажуваше дека Кичев Охрид правено и така натаму. Почитуван колега Крмов, се согласувам со вас во однос на неработењето, во однос на критиките кон власта, меѓутоа сакам да дополнам дека комплетна реконструкција на цела влада треба да има заедно со премиерот сите сектори. Реплика Бране Петрушевски.